Во продолжение на нашата програма ќе гледате вести. Вчера тимот владини економски советници и промотори беше во работна посета на Кавадарци, каде се запознаа со потенцијалот на кавадаречкото стопанство. Економски владени советници и промотори на македонската економија надвор од земјава вчера беа во целодневна работна посета на општина Кавадарци. Најпрво имаа средба во кабинетот на градоначалникот Митко Јанчев, на која присуствуваа и представници на кавадаречки компании. Целта на посетата на овие новоименувани промотори за повеќе држави е да се запознаат со кавадаречкото стопанство и потенцијалот кој го има, а понатаму да биде промовирано во државите каде ќе работат. Во високата делегација беа директорот за економска и јавна дипломатија амбасадорот Игор Попов, економскиот советник за Турција Сузана Тунева, економскиот советник за Обединетите арапски емирати и земјите од заливот Бекри Ајдини, економскиот советник за Полска и земјите од Вишеградската група Илеп Салтиров и економскиот советник за Германија и Австрија Абдилџемаил Саити. Тимот се запозна со увозно-извозните активности и работата на компаниите. Потоа следуваше посета на семејната винарија Попови, каде се запознаа со работењето на оваа винарија. Следуваше и посета на апартманите во склоп на истата. Се разговараше како би можеле тие да помогнат, каде и како да ги промовираат нивните вина и на кој начин и владата би можела да им излезе во пресрет на ваквите и слични винарии. Потоа беше реализирана посета во компанијата Кожувчанка, каде гостите имаа работна средба со директорката Јанинка Чупарковска и се запознаа со производствениот капацитет на оваа компанија. Следуваше посета на компанијата Слогапром и овде беа разгледани капацитетите на компанијата, а потоа во разговор со сопственикот се осознаа податоци како владата, а и самите тие како промотори би можеле да помогнат во развојот на компанијата, но и поттикнување на извозните активности во земјите каде тие ќе бидат актуелни економски советници. Владината делегација ја посети и семејната винарија Јаковлевски, а целодневната посета ја завршија во винарската визба Тиквеш. На последната седница на Кавадаречкиот совет беше донесена одлука со која им се дава можности на правните субјекти во општината да го платат долгот на рати кон ЈП Комуналец. Одлуката за физички и за правни лица е различна, што е нормално. Правните лица не се ослободени од камати и не се ослободени од никакви трошкови, него само му се дава можност да го репрограмираат долгот кој што имаат на рати. И тоа, ако му е со износ од до 50.000 денари на 2 рати, до 100.000 денари на 3, 150 на 4, до 200 на 5 и над 200.000 на 6 рати. Значи не ги удоволуваме правните субјекти да може да стават во иста правна ситуација да бидат како граѓаните. Сепак станува збор за социјален карактер, правните субјекти пошто би се случило онаа злоупотреба, ако може би да потенцираме така, да не плаќаат, па да си нанесат камати, па да му отпишуваме. Правните субјекти, едноставно, тоа е одлуката за давање на максимално 6 рати, а нема отпис на камата и на трошкови. Со оно што го кажав дека 95% наплата во јавното предпријатие Комуналец е остварлива во последните 3,5 години. Ние воведовме ушеден систем и донесовте одлука на Советот заедничка, наш предлог, каде што данокот на имот и комуналните такси од јавното предпријатие, доколку нема се исплатени, без разлика дали е физичко или правно лице, не може да го оттужи имотот, односно не му преспитуваме данок на промет, се додека не се чисти кај нашите предпријатија кои се оснивачки во општина. Морам да кажам, да потенцирам дека порано тука се правеле пропусти, ако можам да ги речам пропусти, каде што многу правни субјекти, поготово правни, со долг над 2-3 милиона денари, си го продале имотот, фирмата оде во стечај, буквално општината или јавното предпријатие останува без никакви приходи од таа страна, односно долг кој што е натрупан. Има такви долгови застарени. Ние сега не можем да паушално кажем колку се, меѓутоа мислам дека оперативниот долг на јавното предпријатие Комуналец кој што има во остав на правни и физички лица и застарени и незастарени, она што не отпишено, е сигурно тоа сума за 100 милиона денари. Така да, тоа е таа сума што е акумулирана и ставена во една база кај што треба полека да се пречистува. Нормално ние бараме податоците од централен регистар и од судот, фирми што веќе се во стечај и се ликвидирани, по остав на тоа тие долгови
договори ги бришиме, ги отпишуваме. Јас можам да одговорно кажам дека во последниве 3,5 години нема ни компанија, ни правно лице кој што не си ги плаќа редовно трошковите према предпријатието, а во ниеден случај да не е оптужено или да не биде санкционирано. Епидемиолошката состојба во земјава е смирена и доколку продолжи ваквиот тренд, министерот за здравство Филипче денеска најави олеснување на рестриктивните мерки после 15 јуни. Одлична информација која што сите ја видовме утрово. Практично трендот е еднаков и во другите градови во земјата. Нема притисок повеќе во инфективните оделенија. Следниот состанок на Комисијата за заразни болести ќе биде пред 15 јуни, а дотогаш ќе работиме со организаторите на разни наставни концерти, тоа што се планира да се организира во текот на летните месеци, за да се донесат соодветните протоколи. Што значи дека доколку продолжат овие бројки, овие трендови, после 15 јуни може да се очекува дополнителни олеснувања на рестриктивните мерки. Тука мислам на две работи. Прво, полицискиот час, и второ, овие препораки за организација на другите настави. Очекуваме значајно забрзување на процесот кој ќе стигна другите вакцини од Синовак. Утрово стигна информација дека може да очекуваме пратката да стигне во следните 7 дена во нашата земја. Уште една добра информација дека тоа што е одделено како количина за нашата земја се наоѓа во претходно пакувани шприцеви, онака како што беше првата количина на вакцината на Синофарм. Тоа го олеснува начинот на давање. Така да еве, тоа е добра вест. Оставам резерва, еве гледаме со што се соочуваме, меѓутоа верувам дека еве ова ќе се оствари тоа што го најавија представниците на компанијата. Во следните 7 дена стигнат 500.000 вакцини во нашата земја. Директорката на Управата за јавни приходи Сања Лукаревска денеска информира дека до крајот на мај 180 работодавачи не исплатиле плата и покрај државната помош. Заклучно до 31. мај 2021 година 181 работодавач, на кој што му била одобрена финансиска поддршка за некој од месеците февруари и март, не исплатил плата на своите вработени, од кои што 157 работодавачи не исплатиле плата за еден месец и 24 работодавачи не исплатиле плата за 2 месеца. Не се исплатени 753 месечни плати. Одобрената, а не исплатена финансиска помош е во износ од 2.738.715 денари за месец февруари и 9.333.193 денари за месец март, или во вкупен износ за 2 месеци од 12.071.908 денари. Овие работодавачи се од дејностите: 61 работодавач од дејноста подготовка на оброци и служење на храна примиле финансиска помош во износ од 2.984.871 денар и не исплатиле плата на 198 вработени. 33 работодавачи од дејноста трговија на мало, кои што примиле финансиска помош во износ од 1.359.389 денари, не исплатиле плата на 87 вработени. 24 работодавачи од дејноста копнен транспорт, кои примиле финансиска помош во износ од 1.163.608 денари, не исплатиле плата на 77 вработени. Тука влегуваат и дејностите специјализирани градежни дејности, други услужни дејности, трговија на големо и мало со моторни возила и моторцикли и поправка на моторни возила и моторцикли и правни и сметководствени дејности. По региони, најмногу обврзници што не исплатиле плата се од Скопје 71 обврзник, од Тетово 53 обврзници и Битола со 27 обврзници. На работодавачите кои што користеле финансиска поддршка, а не извршиле исплата на плата, доставени се опомени за неисплатена плата, а по истекот на рокот за плаќање по опомена се започнува со постапка на присилна наплата на долгот согласно МПИН пресметките. Врз основа на Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени од здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19 за месеците февруари и март 2021 година, во ваков случај
се предвидува изрекување на глоба за сторен прекршок во износ од минимум 500 до максимум 10.000 евра во денарска противредност во зависност од големината на соодветното правно лице. По однос на компаниите кои што не ја исплатија платата за месеците април, мај и јуни 2020 година, како и октомври, ноември и декември 2020 година, исто така спроведена е присилна наплата заради неисплатена плата. Платата се уште не е исплатена од вкупно 117 работодавачи, од кои 94 работодавачи немаат исплатено плата само за 1 месец, 18 работодавачи немаат исплатено плата за 2 месеци и 5 работодавачи немаат исплатено плата за 3 месеци. Неисплатените плати се однесуваат за вкупно 356 вработени, а за истите е одобрена финансиска помош во износ од 5.084.663 денари. Во Законот за финансиска поддршка на работодавачите погодени со здравствено-економската криза предизвикана од вирусот COVID-19, заради исплата на платите за месец октомври, ноември и декември 2020 година, предвидена е глоба за постапување спротивно од законските одредби, односно, доколку работодавачот кој користел финансиска поддршка за исплата на плати за вработениот, за кој примил финансиска поддршка, не исплатил плата, најмалку до износот на примената финансиска поддршка, но не помалку од износот на минималната плата, утврдена со Законот за минималната плата на Република Северна Македонија. Согласно наведените законски одредби, овластени службени лица на Управата за јавни приходи изготвија записници за сторен прекршок и прекршочни платни налози за правното и за одговорното лице кај правното лице, доставени се за вкупно 35 даночни обврзници, и тоа 12 од регионот на Скопје, 3 од регионот на Битола, 7 од Прилеп, 1 од Струмица, 8 од Тетово и 4 од регионот на регионална дирекција Штип. За обврзниците кои што не ја прифатија постапката за порамнување, овластените службени лица поведува исто така и барање за поведување на прекршочна постапка до надлежен суд. Листата на компании кои што примиле износ на финансиска поддршка за месеците февруари и март, а не ја исплатиле платата на работниците, ќе биде доставена исто така како и досега до Генералниот секретаријат на владата за транспарентна и јавна објава на овие неплаќачи и секако ќе доставиме и соодветно известување за понатамошни действија од страна на основното јавно обвинителство. Реновирани хируршките сали на торакална хирургија и набавена најсовремена опрема. Навистина денеска представува голема чест што имаме можност да присуствуваме на отварањето на реконструираниот оддел за торакална хирургија, со што продолжуваме со низата капитални инвестиции во правец на подобрување на здравствените услуги за сите наши граѓани. Ја користам оваа прилика да им честитам на сите кои вредно работеа на реновацијските зафати и во екот на пандемијата со COVID-19, со што сите како заедница покажавме дека здравјето на граѓаните ни е на прво место. Во реконструкцијата на одделот се вложени 60 милиони денари, со што комплетно се реновирани хируршките сали. Купена е најсовремена опрема за комплетна грижа и лекување на пациентите, бидејќи квалитетната здравствена услуга ни е на прво место. Со овој чекор, кој е дел од капиталните инвестиции во јавно-здравствените установи, владата ја потврдува својата цврста определба за градење на одржлив и ефикасен здравствен систем кој ќе им биде силна потпора на граѓаните. Во изминатите 4 години Министерството за здравство интензивно работеше на подобрување на условите во јавно-здравствените установи со цел поквалитетна здравствена услуга за пациентите и подобри услови за работа на здравствените работници. Денеска тоа можевме да го видиме во очите и лицата на сите наши здравствени работници, а и дел од пациентите кои што денеска беа овде присутни со нас. Навистина, овој хируршки центар е столбот на здравствениот систем во Република Северна Македонија, како што рече и директорот Екупи, но и министерот за здравство. Со заеднички сили реализиравме капитални инвестиции во реконструкции и инфраструктура во 32 здравствени установи ширум земјата.
Со овој план беа опфатени клиниката за трауматологија, ортопедски болести, анестезија, реанимација, интензивно лекување и ургентен центар, клиниката за дигестивна хирургија, за хематологија, за пластична и реконструктивна хирургија, за неврохирургија, за ендокринологија, за психијатрија, за очните болести, гинеколошко-акушерската клиника, Заводот за слух, говор и глас, за детски болести, Институтот за трансфузионална медицина, специјализираната болница за белодробни заболувања и туберкулоза во Лешок, поликлиниката Железара, како и целиот комплекс на интерни клиники во клиничкиот центар. Реновирани се двете гинеколошки операциони сали во специјалната болница во гинекологија и акушерство Мајка Тереза во Чаир. Во здравствениот дом во Велес, Битола и Македонски Брод целосно се обновени службите за итна медицинска помош. И исто така, во поликлиниките Чаир и Ѓорче Петров комплетно се реновирани вакциналните пунктови. Годинава е во тек и втората фаза од реконструкцијата и адаптацијата на општата болница во Кичево. Морам да истакнам дека денес нам, како и на целиот свет, ни е кристално јасно дека клучот за подобрување на економската состојба на пазарот на трудот е подобрување на здравствената состојба на нашите граѓани. Оттаму, меѓу главните приоритети на буџетската политика 2021 година е поддршката на здравствениот сектор, што значи заштита на здравјето и животите на граѓаните. Навистина посакувам успешна работа на сите овие наши здравствени работници овде, кои што ќе донесат здравје на нашиот народ. Инвестиции од 1,6 милијарди евра во патната инфраструктура најавија денеска на пресконференција од СДСМ. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев започнува со реализација на интервентниот план на инвестиции во периодот 2021-2027 година. Овој инвестициски план е реален, остварлив во предвидените рокови и во првите фази од реализација ќе биде моторот на севкупниот раст и развој. Меѓу проектите во планот се наоѓаат и оние кои со децении се споменуваа и се најавуваа, но никогаш не почнаа со реализација или останаа заглавени, затоа што режимот на Груевски и ВМРО ДПМН одлучија парите на граѓаните да ги трошат на барок, споменици и криминални тендери, наместо да вложуваат во она што е важно за граѓаните и државата. Планот предвидува реализација на низа инфраструктурни проекти, изградба и реконструкција на регионални и експресни патишта низ целата држава, но инвестиции во железницата. Подготвена е првата фаза од експресниот пат Штип-Радовиш во вредност од 54 милиони евра и ќе биде пуштен кон средината на овој месец, додека продолжува втората фаза која е предвидено да се пушти во употреба до септември 2022 година. Експресниот пат Крупиште-Кочани во вредност од 37 милиони евра, 50% е пуштен во употреба и сега се реализира делницата Крупиште-Кочани. За експресниот пат Градско-Дреново-Фариш избрани се изведувачите, очекуваме подпишување на договорите, со што работите на оваа многу значајна делница ќе започнат уште ова лето. Следува реализација на автопатот Скопје-Блаце во вредност од 120 милиони евра, која ќе го гради македонската компанија Гранит. Продолжуваат активностите на железничката пруга Куманово до границата со Бугарија, каде трите фази се во вкупна вредност од 800 милиони евра, а дел од овие средства се донација од Европскиот инвестициски фонд. Понатаму, обезбедена е документација, главен проект и студија на изводливост за железничката пруга Кичево, граница со Албанија, проект вреден 520 милиони евра. Вредноста на проектите во патната инфраструктура
изнесуваат околу 1,6 милиарди евра, додека во железничката инфраструктура над 1,1 милиарди евра за периодот 2021-2027 година. Овој инвестициски циклус нема за цел да ветува економски чуда, туку фокусирање на нови и веќе познати инвестиции во енергетската инфраструктура, патна и железничката инфраструктура, гасоводната инфраструктура, во отпадот и пречистителните станици, преработувачката индустрија, малопродажбата, јавното здравство, комуналната инфраструктура. Сето тоа се проекти кои ќе донесат придобивки за економијата, за граѓаните, за локалната самоуправа и за целото наше општество. Преку овој план имаме намера да ставиме крај на справувањето со последиците од пандемијата и да влеземе во нов циклус, кој ќе овозможи унапредување на инфраструктурата и енергетиката, со што ќе поставиме повисоки стандарди на севкупното функционирање и живење на сите граѓани. Остануваме посветени на инвестиции во сето она што е важно за граѓаните и државата, инвестиции кои поттикнуваат економски раст, развој на регионот и подобар живот на сите. Времето утре сончево со мала до умерена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец, УВ индекс 7, температура до 28 степени. Емитувавме вести, имајте секое добро со нашата програма. Thank you.